Човекот што јадел 10 сомуни леп. Чита Александар Станојков. Еден човек беше го научил чкембето да јади по 10 сомуни леп. Од збор на збор, дури чули царот. Каков човек ќе бидит, си рекол сам со себе царот. Тој човек што да јадит по 10 сомуни на јадење. Ја чекај да го викнам за да видам, ако е некое големо мажиште, треба да му се алал 10 сомуни што јадел. А пак, ако е и тој колку мене, треба да јаде 1 сомун или 2 поеќе од мене, а не 10 како што си јадел. Човекот седел во друг град и царо прати писмо на тамошниот суд за да му го испратат тој човек да го види царот. Му зеде ќевил на човекот и го испратиле сам да појди кај царо, без да му кажат заошто го викат. Одејќи човекот низ една планина, нашол еден човек отепан, исечен од раме и распаран, и сите црева со сечкемби истурени на земи. Ја чекај да видам, какво ни е нашо чкембе, си рекол сам со себе, што јадам јас олку многу. Го зел в раце чкембето и пикнал еден прст во устината му. Пикнал 2, пикнал 3, пикнал раката цела и таа му ја сосмело. Бри, ако се ширело чкембето наше, си рекол сам со себе. Колку да клаваш натре, толку берело. Затоа јас јадам по 10 сомуни, чунки сум го научил чкембето да го оптегам. Ја чекај, од сега ќе јадам по 2 сомуна. Да видам дали ќе можам да трајам, али не ќе можам. Чунки колку ќе клааш во чкембето, толку ќе се оптегне како што гледам. Вечерта кај што беше кондисал на Ан, 2 сомуна беше јал утредента на ручек, 1,5 беше ручал и втората вечер 1. Другиот ден се представил пред царот. Кога го видел, царот се зачудил на бојот од снагата што ја имал, чунки не бил некој голем човек што да јади 10 сомуни. Без да му каже заошто го викал, царот го клал во една одаја и му определил ручек и вечера да му даваат и да му бројат колку сомуни ќе изеит. Цела недела го раниле, а ама од 1,5 сомун поеќе не изел човекот. Му кажале на царот оти толку леп јадел. Царот го викнал пред себе човекот и му рекол: "Абре човече, за тебе сум чул, оти по 10 сомуни си јадел на едно јадење. Али вистина по толку си јадел, али ми излагале мене светот. Ако не ми кажеш да чујам." "Честити царе, што знает Господ да знаеш и ти. Вистина јадев по 10 сомуни и ако се ватев со бес и 15 можев да изедам," му рекол. "Али знаеше бре човече," му повторил царот, "заошто те викав јас?" "Не знаев, честити царе," му рекол човекот. "Од кај ќе знам кога никој не ми кажал?" "Ами, оти сега бре човече не јадиш?" му рекол царот. "Да ти кажам, честити царе," му рекол човекот, "идејќи за вамо, најдов еден човек распаран и истурени цревата му на патот и му го видов чкембето ти, колку да го шириш се ширело. Да од тоа се свестив и си реков, оти човек колку да јадел многу можел, чунки чкембето му се ширело. Од тој саат си реков сам со себе, оти не ќе јадам толку многу. И за вистина, честити царе, од сега вамо не е чар да јадам толку многу." "И си имал късмет, душко," му рекол царот, "да бидиш жив што со ова што си го направил. Оти инаку, ако јадеше многу, јас ќе те загубев, за да немаше таков човек како тебе, што да си јади късметот." Му дал царот голем бакшиш и го испратил дома му.